Кога ми ги убиваа животните. Трајче Крстевски. Ова е содржината на телеграмата што ја доби во Узбекистан, во еден хотел во малиот град Нукус, на десниот брег од реката Амударија. Овде сум од поодамна, член на меѓународната експедиција што во овој недогледен простор го истражува животот и иднината на речиси исчезнатиот касписки тигар. Од овој загрозен вид што некогаш царувал со недогледни тајги, тундри и речни долини, ловејќи диви свињи и бухарски елени, има уште стотина примероци во горниот тек на Амударија и крај реката Пјанч на границата меѓу Русија и Авганистан. Како лавот во Африка овде, овој ѕвер го сметаат за цар на животните. Од овие простори преку студеното сибирско поднебје, каде што преживува на температури пониски од 50 степени под нулата, пред стотици илјади години се проширил по целиот азиски континент, до топлите предели на Индија. Денеска се увери во вистинитоста на една случка поврзана со тигарот. Приказна е, легенда е, бев убеден. Одамна ја бев чул од дедото. Ја измислиле луѓето заради исконскиот страф од овој ѕвер, мислев. Тие, луѓето во минатото биле негов лесен плен. И од тој страф е легенда. Се сретна со човекот, сега веќе старец, личноста од настанот, тој вистинскиот од приказната. Точно е, со треперлив глас зборуваше старецот Илја. Седевме во малото хотелско бифе, студената ноќ и тишината што наблегаше однадвор наморнуваа. Ме наморни неговиот исказ. Илја со растреперени раце бавно ја принесуваше чашката водка со беззабата уста. Со децении живеам со тоа проклетство. За миг ги уби жена ми и 3 деца, а мене ме остави да живеам со претешко време и крај. Потоа ми го раскажа настанот. Со пријателите ловци ловеле птици во мочуриштата крај реката. Во далечината здогледал 2 тигра. На нишанил губил едниот од нив, женката која кога ја распориле се видело во утробата носела 3 тигриња. Уште тогаш, во мигот кога пукнав и кога смртно погоденото животно направи последен единствен скок кон блиската шума, почувствував, сторив ужасно нешто. Тигарот, незиниот придружник, не побегна од покот. Застана над мртвото тело од женката, ја подушка, потоа ја крена главата кон мене, ме погледна и ревна. Истовремено рев, крик, болка, закана. Се стресов. Пушката ми падна од рацете. Придоја другите ловци на нишанија во тигарот. Избега од густежот. Наместо радост од уловот, во мене се всели небир и кобно предчувство. Очите за миг ми се сретнаа со очите на тигарот. Погледот од зверот содржеше страшна закана. Вечерта, додека со жената и децата седевме крај огништето, вратата се отвори со тесок и зверот се втурна в соба. Дојде до мене, ме погледна со закана. Ги разјапи вилиците, низ рев ме ги покажа огромните песјаци, очите му свирнаа како секавица на омраза. Потоа со по еден удар од канџите ги усмрти жена ми и 3 деца. Пак се сврте кон мене. Кога помислив, ќе ме убие и мене. Тоа ќе беше праведно. Крај на се, зверот се сврте и мирно излезе од куќата. Ме остави да живеам. А со каков живот? Со ужасната слика, ужасното сеќавање. И заради мене, доколку сакате да го знаете крајот на оваа книга, можете да најдете во продажните салони на Либи.